Во ова издание, Европската унија воведе ембарго за најголем дел од увозот на руска нафта. Што значи тоа за Русија, но и за самата Унија? Актуализирана дебата за абортусот. Активистки на 3 континенти за гласот на Америка реагираат со голема загриженост. Каков ефект би имал ширум светот евентуалната одлука во САД за поништување на пресудата во случајот Ро против Вејд? Рачно изработени чоколади Ле Чоколадие. Брендот оценет најдобра чоколада во светот на меѓународниот саем во Париз. Ке ви кажем, останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. Шефот за надворешна политика на Европската унија Жозеп Борел изјави во вторникот дека ембаргото на Европската унија за неголемиот дел од увозот на руска нафта ќе значи дека Русија ќе добие помалку финансиски ресурси за да ја нахрани воената машина. Еве ги најновите детали. Борел рече дека иако Европската унија не може да ја спречи Русија да продава на други клиенти, европските земји биле низиниот најважен клиент и таа ќе мора да прифати пониски цени. Лидерите на Европската унија доцна синоќа се согласија да забранат 2/3 од увозот на руска нафта како дел од компромисниот договор за зголемување на притисокот врз Русија, истовремено земајќи ги предвид економските ефекти врз некои земји на Европската унија, кои се повеќе зависни од руската нафта. Ембаргото ја прекинува руската нафта што се испорачува по море, а истовремено ја ослободува нафтата увезена преку цевководи. Унгарија, која нема излез на море, се закани дека ќе се спротистави на ограничувањата на увозот на нафта, потек што ќе ги поништи напорите што бараат консензус од сите земји членки на Европската унија. Председателот на Европскиот совет Шарл Мишел рече дека очекува амбасадорите на Европската унија официјално да го одобрат ембаргото, кој е дел од поголемиот пакет санкции во среда. А правото на американките да имаат абортус ќе биде сериозно ограничено доколку Врховниот суд ја промени одлуката од 1973 за легализирање на постапката. Вероника Балдерас Инглезијас од Гласот на Америка разговараше со активистки на 3 континенти, најдена голема загриженост во реакциите за тоа каков ефект би имало ширум светот евентуалната одлука во САД. На дебатата за правото на абортус, започната многу пред нивното раѓање, сега се приклучуваат и младите луѓе. Оваа група излезе од настава на училишта за протестира. Ова нема да влијае само на жените кои сега забременуваат. Тоа ќе влијае на сите жени во иднина. Ако одлуката со која абортусот беше легализиран е променета, ќе бидат засегнати сите идни генерации. Некои меѓу младите се против абортусот. Сите се галванизирани откако во јавноста протече нацрт мислење на Врховниот суд, што укажува на намерата за промена на одлуката од 1973 со која абортусот стана легален. Се надеваме дека Врховниот суд ќе донесе вистинската одлука и ова прашање ќе биде оставено на сојузните држави. Дали ваквиот тренд би можеле да го следат другите земји? Кога во САД има силно движење за ограничување на правата, другите земји можат да го користат за своји акции против права што не мора да се однесуваат на репродуктивноста. На глобално ниво, 970 милиони жени живеат во земји кои дозволуваат абортус, според Центарот за репродуктивни права со седиште во САД. Сепак, 2 од 5 жени на репродуктивна возраст кои сакаат или имаат потреба од абортус се соочуваат со ограничувања. Високиот суд на Мексико минатата година пресуди да го декриминализира абортусот. Но само 8 од 32 држави во Мексико презедоа чекори за да го легализираат. Тоа што се случува во САД е предупредувачки знак за другите. САД покажува дека нашите права се секогаш загрозени и зависни од политичката клима. Групите против правата секогаш се обидуваат да смислат стратегии за да го блокираат пристапот до правата за жените. Во Женева, Швајцарија, поборниците за заштита на репродуктивни права не се многу загрижени. Полска, Малта, Лихтенштајн, Андора и Монако се 5 земји во Европа кои се уште имаат рестриктивни закони за абортус. Мислам дека трендот ќе остане позитивен во однос на признавање на абортусот како основна здравствена заштита. Во Африка само неколку земји дозволуваат абортус.
Една од нив е Јужна Африка, каде е легализиран во 1996. Пред некои здравствени установи кај нас има луѓе кои протестираат, кои се обидуваат да им забранат на жените да влегуваат во објектите. Колку повеќе се задира во правата на жените во другите земји, истото ќе се случува и во Јужна Африка, бидејќи луѓето едноставно стануваат посмели. Светската здравствена организација вели дека ограничувањето на абортусот не го спречува абортусот и дека 23.000 жени годишно умираат од компликации по небезбедни абортуси. Групите против абортусот го оспоруваат тој аргумент. Тие сакаат САД да го поништат 49 годишното право за абортус, кој го сметаат за неморално. Неизвестно е кога Врховниот суд на САД би можел да ја донесе одлуката за абортусот, но последиците секако ќе се почувствуваат надвор од границите на САД. А за крај на News Flash ве водиме во Африка, во брегот на слоновата коска, каде занајатот со чоколади ги спојува добриот вкус и добрите намери, вели Аксел Емануел Гбау, кој ги обучува жените како да добијат добар вкус и профит од зрната на какао што сами ги обработуваат. Погледнете. Рачно изработените чоколади Ле Чоколадиер се ценети особено поминатиот март, кога брендот беше оценет како најдобра чоколада во светот на меѓународниот земјоделски саем во Париз. Можеби тоа не е изненадувачки, брегот на слоновата коска е најголемиот светски производител на зрна какао, што е клучна состојка. Чоколадите се рачно завиткани во хартија која наликува на африканска ткаенина. Bonjour les mamans. Чоколадарот Аксел Емануел Гбау започнал со органска трговија зрна какао. Тој отпатувал еден ден од својата база во крајбрежниот Абиџан до градот Тумоди во јужниот дел на брегот на слоновата коска за да купи неколку килограми зрна какао. Ça, c'est du pur cacao. Тоа е чисто какао кое мирисе убаво и овозможува да се направи чоколада со добар квалитет. Рачната обработка ја зголемува вредноста на овие зрна, а тоа додава вредност во секојдневниот живот на овие жени. À leur quotidien. Жените ги избираат, лупат и печат зрната какао, што е повеќе од половина процес во трансформацијата на какаото во чоколадото. Вршејќи целата оваа работа самите, тие ја зголемуваат 4-кратно вредноста на сировото зрно. Поголемиот дел од какаото од брегот на слоновата коска се извезува во сирова форма. Откако го започнавме овој бизнес, работите се подобрија. Имаме приход што ни помага да се грижиме за нашите деца, за семејството. Валентин Ја е менаџерка во Коалбел. Гбау, кој накратко работеше во банка пред да го започне бизнисот со чоколади во 2015 година, ги здружи силите со задругата и мрежата на фармери. Тој проценува дека обучил 2000 луѓе, главно жени, во раните фази на производството на чоколада. 60% од енергијата на класичната фабрика на чоколади оди во оваа фаза на печење и јас немам капацитет за тоа дома. Ја ангажирам овие жени, трошам помалку енергија, тие заработуваат. Сите се стрекни, сите добиваат. Гбау го завршува правењето чоколада во неговата кујна во Абиџан. Тој додава ароми како што се индиски оревчиња, маточина и џумбир. Една чоколада се продава за околу $5 во Европа и САД, најголемите пазари на оваа чоколада. Се продава и на домашен пазар. Сега Гбау има за цел да го зголеми производството и да го направи чоколадото подостапно, вклучително и за западноафриканците кои го одгледуваат. Многу од нив се сиромашни. Мојот следен чекор е да ја зголемам индустриската единица која произведува чоколада. Сакам погон што ќе пласира чоколада на локалниот пазар и во подрегионот, како и за целиот свет. Гбау се надева дека тројно ќе го зголеми своето производство и ќе ја прошири дистрибуцијата. Тој сака да ги заслади животите на повеќе жители на слоновата коска, но и другите земји. Тука е крајот на News Flash. Јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. За повеќе информации појдете на glasnaamerika.com. Следете не преку социјалните медиуми. Пријатна вечер. Се гледаме утре.